Во Газибаба за жал има компании кои можеби во процесот на производство прават некоја грешка, која инцидентно емитува чад или нешто друго, но континуирано загадување во овој момент нема. Појасни денеска заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули. Тој посочи дека во Газибаба се калибрира само PM10 инструментот во рамки на мерната станица, во која, како и во секоја друга, има 5 мерни инструменти што мерат различен тип емисии во воздухот. Една мерна станица, согласно европските стандарди и они какви што се во Република Македонија, покрива 4 километри квадратни површина каде што чувствува емисии на нешто. Затоа сакам да укажем на една работа. Доколку има перманентно загадување или не инцидентно нешто што се случува, невозможно е и покрај неработењето на PM10 инструментот во рамки на станицата Газибаба, истото да не биде детектирано од мерната станица во Бутел, во Ректорат или пак во Лисиче. За жал, она што морам да го признам е инструментите PM10 не само во Газибаба и во други места се од 2002 година, работа 24 часа. Исто сакам да напоменам дека ниеден податок не се крие, значи тие автоматскиот системот од мерната станица преку GPRS систем влегува во веб порталот на Министерството, значи никој не ги контролира бројките, сите се јасни и видливи и дека во рамки на нашите финансиски можности дел од PM10 инструментите ќе бидат заменети сега со се надевам итна набавка на инструментите. Тој посочи дека Министерството и градот Скопје во рамки на своите надлежности веќе направиле увид за да утврдат од каде доаѓа загадувањето и како што рече имаат некои сознанија кои ќе бидат обелоденети. Тие се објекти кои имаат лиценци и не се нелегални. Затоа на граѓаните ќе им понудиме апликација со која сите А и Б инсталации кои постојат во градот ќе бидат на ГИС порталот и за што се наменети. Доколку граѓаните забележат нешто да се случува автоматски, ќе го пријават и веднаш ќе реагира инспекторатот, потенцираше Макрадули. Кај мерните станици ниеден податок не се крие и тие автоматски преку GPS системот одат директно на веб порталот на Министерството за животна средина и никој не ги контролира бројките кои се јасни и видливи.